ако имаш пријател кој ше болен и му кажуваат мораш да почнеш да вежбаш, први ќе бидем ајде да вежбаш, му готвиш здрава храна, не пријател, роднина и така натаму. Ако доаѓа за себе, најлоши сме кон себе. Мислам дека има врска со сликата за себе си. Не мислам дека едноставно не се гледаме себе си како вредни за тоа. Сметаме дека нашето тело сикспек. да, или не знам, ако ме сака партнерката и вако ќе ме сака. Ако ме сакаат мене, моите родители ме почитуваат, ќе ме сакаат и ваков. Ама прашањето е дали ти се сакаш така? Апсолутно. Тоа е најглавно и прашањето кое што многу често се заставува. И мислам дека тешко е да го поставиш тоа прашање, пошто тоа ти носи одговорност. И ако до цел дека не преземеш одговорност за тоа, може да си бараш куп изговори. И со изговорите баш тоа, да се соочиш со изговорите што си ги поставуваш сам себе си во главата. Зашто и јас не можам ова и игра улога и нели само до вербата тука. Така да се сложи само со себе. Значи пред 2-3 години некој да ми кажеше дека ќе правам подкаст за фитнес, ќе му речев ај шетај, ја и фитнес. Ама навистина ми е чест што сте денеска тука, затоа што сте луѓе што најчесто ги гледам во животот. Маре го гледам 4 пати во неделата, тебе те гледам 3 пати во неделата и сте луѓе што можеби во периодов и најмногу ги мразам, а мене ги сакам, а знаете зашо најмногу ме мразам, затоа што зврцките ме ги валите кога вежбаме. Пред се сакам да ви кажам дека сум ви благодарен што сте во мојот живот и сакам со вас да разговарам на една тема која што никогаш не ја сватив на начин како што ја сваќам сега. Значи пред некои 12-13 години започна тој некој мој духовен пат. Знаеш, кога ти се случува крах во животот, ти почнуваш да се прашуваш што е поентата на моето живење, како да станам подобар човек и така натаму. И нели почнуваш да читаш книги, да се мотивираш, мантри да правиш, да медитираш и така натаму и во одреден момент си мислиш, сега јас стигнав до еден период во животот кај што ја ги знам сите работи. И во исто време додека ја духовно се градам, во исто време се прејадувам, се казнувам, варирам од 120 кила на 80 кила. И физички се градиш. Да, ќе му сеам на Марио, ќе му кажам време, пошто ја и Марио мислам едно 5-6 пати во последниве 10 години, имаме раскинуваме да, се смируваме, па раскинуваме. Ја ќе стигнам до некоја цела и ќе кажаме топ излям, сега више не ми требаш и така натаму. И во одреден период, значи пред некоја година и пол, сватив дека значи сум работел на некоја духовно изградување, на просветлување и така натаму. Меѓутоа заборев да бидам добар кон себе. Не добар во смисла дека не се сакав или не се ценев, туку не бев добар кон своето тело. И се сеќавам пред година во февруари, мислам дека беше лани, отидов кај Марио и му реков слушај. Не ќам да ме мериш, не ќам да имаме таргет, не ќам да имаме цел, сакам само да почнам да се грижам за себе. И целото ова, како да кажам, фитнес патување, валјда, некако ми е одлично огледало на што значи да се градиш и као личност, затоа што мислам дека многу од работите кои што нели се дел од таа нека духовна надградба ги имаш и во фитнесот. Сега она што двајцата сакам да ве прашам на почетокот е како да излеземе од таа мантра во која што повеќето нас живеат во стилу треба да ослабам 5 кила, да ослабам само 5 кила, дај ми диета и да стигнам до таа цел и топ ќе бидам. А сите знаеме, стигаш до таа цел, правиш фотосесија или на Инстаграм става слика. Него сликича од одмор. И начесто пред одмор, нели, сега правиш телото. Актуелното. Ева Мартин кида на одмор сега. Конечно. Наскоро интензивно вежба. Како да излеземе од тоа верување, кој што не ни се случува само во фитнесот, туку генерално и во животот. Се фокусираш на целта, стигаш до целта и после викаш и сега што правам? Се опушташ. Кој сака да почне? Ајмо јас. Вака прво јас ќе почнам, тоест фала што си ме одбрал мене да бидам дел од твоето патување и мислам дека направи стварно подвиг со тоа што си посвети поише време на себе, кој што ти си го должиш на некој начин, затоа што нели сите бркаме некои работи кои што ни се важни да ги постигнеме, а јас запоставуваме најважната работа, запоставуваме себе си. И кој запоставиш тоа, достигнуваш многу работи, ама секогаш кога да фали нешто. Секогаш како да нешто кој што
ги имам работива, ама па некој геп се појавува, па нешто таман моментално добиваш нешто кој што ти прави задоволство и исполнување, ама не трае многу, значи како има expiring date е како на храна што 2 години, не оди треба за 2 недели, 2 месеца. Така да тоа што одлучи да го направи за себе ти е можеби меѓу најдобрите одлуки што си ги донел и јас сум благодарен што сум дел од таа приказна, сигурен сум дека и Мартин го што редовно ме малтретират. Да. Добро, и малтретирањето дел од процесот се, не може да биде на мед и млеко. Во контекст на темата, мислам дека секој од нас исто таа одлука што имаш донесено, треба секој од нас да одлучи дека треба да си посвети добар дел од времето на себе и своето здравје, како што е нели физичко здравје, ние се тука ќе збориме од физичко здравје, ментално и духовно, али она кој што го спомна, дел од патувањето на промена на себе си, просветлување на себе си не може да биде комплетно ако не е вклучено и физичкото. Затоа што сите знаеме дека сме она 3 дела од нас се духовно, телесно и психолошко така. Значи знаеме дека ако не работиме на тие 3 елементи, ако еден изоставува, ние не сме комплетни. Така да физичкиот дел е нешто кое што апсолутно треба да биде посветено време, внимание соодветно. Ја не викам дека секој треба нели да вежба тератана, не секој треба да вежба со мене, со Марти, не секој треба да треба да се грижиш за себе. Добро е за нас да имаме повеќе клиенти, секако нели, тоа не е лошо. Ќе ги ставиме бројчињата доле броеви во тел. Тоа е се супер, ама секој треба да се одбере нешто кое што ќе биде дел од денот посветено само за него, затоа што мислам дека и тоа е еден вид на проблем денес каде што ние како индивидуи колку време остануваме и посветуваме на себе си, каде што сме ние издвоени од светот. За некој тоа е медитација, тоа е некој умствен тренинг, за некој е нели читање и така натаму, но еден дел што мора исто така да се посветиме физичкото здравје, дали е тоа форма трчање, планинарење, вежбање од тератана, што и да е, само е нешто кое што си го должиме на себе си, за ако сакаме да живееме квалитетно и долговечно, но пред се квалитетно, затоа што според мене да живееш од 70 до 90 години, од 60 до 80 години небитно, живееш на лекови во заврзан за кревет и да чекаш да ти дое судниот ден, за мене не знам не е добриот начин според мене да го поминеш животот. Добро е да живееш што можеш поквалитетно, подолго, така да живееш што подолго, но и поквалитетно, а тоа се постигнува со инвестиција од сега. Така, значи, ова што го правиме сега, ние на некој начин да инвестираме во себе за да бидеме здрави сега, но и во некоја возраст од животот, кога што ќе ни биде телото и повеќе благодарно, затоа што нема зависимо од лекови, нема зависимо од медицина, да се молиме дека некој доктор ќе ни го спаси животот. Напротив, треба да си превземе одговорност во наши раце и тоа да го правиме секојдневно, на секојдневна база. Тоа не е секогаш едноставно. Знаеме дека менување на навики, особено лоши навики, има као гравитацијско влечење. Секој пат кога ќе сакаш да тргнеш чекор напред, како некој гравитација те влече константно назад. И тој првиот отскок, тие првите 10-20 сантима да се одлепиш од својата прва лоша навика е веројатно и најтешкиот. Но охрабрувам да собереме доволно ментална сила да го прескокнеме тој геп, кој ќе направиме тоа и ќе сватиме моќта на превзимање на одговорности и на акции, она што зависи од нас, и ќе сватиме дека сме пропуштиле многу. Тоа не е воопшто лошо, тогаш ќе сватиме моќта на тоа што значи да промениш нешто околу себе и да се цениш повеќе околу тоа што можеш да направиш и да живееш еден подобар и поквалитетен живот од сега па натаму. Баш го кажува. Океј, прво ја да се заблагодарам што се нафати исто така со мене да соработуваш во малце поинаков начин на вежбање. Ми се допаѓа што кажа дека треба човек да на некој начин превентивно работи и размислува за себе, за своето здравје, физичката активност на една подолга стаза. И согласиме ова дека е маратон. Да, ова не е кампања, ова не е 3 месеци. Ама не функционира човечкиот мозок така, ти имаш цел. Затоа сме ние кога него ќе го гледа подкастов и мисли има таа филозофија на живење, ќе да размисли дека чекај малце, па не е ова само 3 месеци. Ние бркаме нешто што е маратонски, нешто кое што е убаво да имаш поставени цели, убаво да имаш нели да знаеш кој правец одиш, но тоа не е она кое што тебе треба ти биде главниот мотиватор дека ти ако него напреш ова неделава дека утепај се, готово, тоа е тоа. Значи ако не јадам здраво дека тоа неделава. На некој начин е мајндсет, кај цело време значи барам многу дисциплина. Значи цело време треба да си константен во тоа што го правиш едноставно, значи да ти стане вежбањето и грижата за себе дел од рутината. Значи буквално да го правиш секој ден за да можеш да си
го решиш проблемот на подолга стаза, значи на зборим конкретно за 10, 20, 30 години или кога ќе дојде ред да бидеме, значи, на постари години, како да кажам. Да. И на мене, знаеш што ми е најинтересниот аспект од вежбањето, пак ќе кажам, го гледам, значи не го гледам само како некоја физичка активност, туку секогаш го поврзувам со нашата наделба како луѓе, дека и во животот што и да сакаш да постигнеш, ти треба дисциплина. Дефинитивно. А најчесто така ни е програмиран мозокот, се откажуваш од ќе дое првата препрека, а може нема да се откажеш ти на првата препрека, ќе имаш у тебе, сега ќе продолжам, ама на втората веќе се викаш, дали вреди ова. Пошто на пример, многу ми е интересно кога вежбаш, нели на почетокот најмногу губиш. Са не си вежбал 2-3 години, почињаш да вежбаш првите 2 месеци килава паѓаат онака као топ, ентузијазмот е топ, колку 5 кила за месец, 6 кила за месец. И после доаѓа 3-4 месец ништо не се дешава. Пак тоа тука зашто очекувањето и целта ти е дека за тие 2-3 месеци дека ти ќе го достигнеш што си го замислил во глава. Можеби заради тоа и значи доаѓаш до дело проблемот и погрешно поставување на цели. Дело проблемот и тоа, кај многу луѓе тоа е честа појава што очекуваат преку ноќ се да се случи или бараат диети, како што кажа 5 кила да ослабам и да си ја достигнам целта и толку. И више заборави на вежбање, заборави ти продолжуваш понатака и нели после тоа има буквално јој ефект сето тоа што си го правил и си ги враќаш килограмите, пак си на почеток на некој начин. Прашањето ми е како да редефинираш таа цел. Да не ти биде целта да ослабеш неколку кила. Значи, еден поздрав начин на исхрана, поздрав начин на живот. Значи, тоа треба да зборам од мој аспект за себе првично. Значи, мајндсетот ми е дека треба да го правам тоа за себе, да ми биде дел од рутината. Секој ден да го правам како Ама тешко е некад. Значи, кога ќе видам што јадам од текот на денот се вика, кои јадења ми се достапни околу мене. Види, дел од дисциплината, мислам дека и тоа, дисциплината на некој начин е и откажување од некои инстантни задоволства за подолготрајни, нели, резултати. Мислам, без тоа, ти можеш да земеш по-реално да ти биде приказ да можеш да го ти сватиш и прераскажеш на некој начин за ова што збориме од бизнис светот. Значи, било што почнуваш, нели, нов проект, нова кариера, нова работа, како и да е, секогаш на почеток има експоненцијален раст на ентузијазам, на резултати. Извинувам што те прекинувам, знаеш зашто е тоа резултат? Дека имаш апсолутна сигурност, особено кога започнуваш нов бизнис и кога си ставил и тоа малце пари што ги имаш ти во бизнисот, ти си 1,000,000% фокусиран на успехот. Точно, да. И затоа на почетокот повеќето од бизниси првите неколку месеци топи ми иде. Да. После доаѓаат. Исто отвараш кафич, така доаѓаат, сидете, поштуваат, ти плаќаат кафиња, све 3 месеци лејдер, одненашка, нели, завршило нивното дело кон тебе и тука више станува на правата препрека дали дали ова беше реално претходно или не, или дали се треба продолжам пуна газ од тука натаму. Која е реалноста? Реалноста е дека се што правиш ќе има осцилации, падови на мотивација, или дисциплината ќе ти биде ставена под прашање некогаш дали вреди ова што го правам, али тоа што го постави преска како прашање, мислам дека стварно е предизвик, особено кога станува збор за менување на навиките кон исхраната. Зашто? Затоа што пример, конкретно за аспект на работа и на професионалниот момент кај на индивидуа. Секој е мотивиран од пари, така знае дека кога не заработува пари не може да се приушти се што потребно да живее и функционира. Има семејство, така сака се обезбеди некои одредени материјални добра и така натаму. Но и кога имаш таков вид на мотивација, едноставно немаш тука многу, има луѓе што нели, затоа се некои во пониски да речам слоеви на професионалниот свет, има некои што се екстремно успешни и тука има одредени квалитети и принципи кои што ги практикуваат и едните и другите. Но кога станува збор за мотив како пари, тука многу луѓе може да се дадат. Многу полесно се дадат, да напредуваат кариера, да сменат работа. Но кога станува збор за себе, прво мислам дека ние многу е психолошка позадината пред се. Значи ние не сме свесни за нашето тело, што значи, што е неговата улога, што е неговата моќ. Колку е моќно нашето тело. Да. И успешно за промена. Значи само треба да ги дадеш правилните услови тоа да го реализира и може да се исцели самото на некој начин. Одредени ситуации, одредени болести, мислам тоа има куп истражувања и куп докази дека телото си има свој хилинг ефект само ако му се даде правилната или ако му се отрнат некои одредени фактори и му се дадат некои други фактори. Зошто мислите дека така функционира човечкиот мозок? Например,
ако имаш пријател кој ше болен и му кажуваат мораш да почнеш да вежбаш, први ќе биде ајде да вежбаш, му готвиш здрава храна, не пријател, роднина и така натаму. Ако доаѓа за себе, најлоши сме кон себе. Мислам дека има врска со сликата за себе си. Не мислам дека едноставно не се гледаме себе си како вредни за тоа. Сметаме дека нашето тело за six-pack. да, или не знам, ако ме сака партнерката и вако ќе ме сака. Ако ме сакаат мене, моите родители и ме почитуваат, ќе ме сакаат и ваков. Ама прашањето е дали ти се сакаш така? Апсолутно. Тоа е најглавно и прашањето кое што многу често си заставува. И мислам дека тешко е да го поставиш тоа прашање, пошто тоа ти носи одговорност. И ако до цел дека не преземеш одговорност за тоа, може да си бараш куп изговори. И со изговорите, баш тоа, да се соочиш со изговорите што си ги поставуваш сам себе си во главата, зашто и јас не можам ова и игра улога и нели само довербата тука. Така да се соочи самиот со себе. И тоа е најтешкиот момент. Тоа е битката цел живот. Да. Види, се бори сам со себе. Јас мислам дека секој нас има одредени предизвици и има работи кои што знае дека треба да ги прави, а не ги прави. Така, значи јас може да ги прави, а не ги прави. Јас верувам дека секој од нас е способен за најголем дел од работите што може да ги замисли да ги прави. Мислам дека потенцијалот е тука, капацитетот е тука. Тука не е проблем во капацитет. Проблемот е во сликата себе си и во собствените лимитациите на средината, семејството, околината во која што растеме. Тие се некои работи кои што како што растеме ние ги попримаме и без да знаеме ни се дадени. И сме ги научиле како одредени патерни на однесување и уверувања, кои што понатаму во животот ни е цел да ги освестиме и да сватиме кои се тие што ни одмагаат и не лимитираат, и кои се тие кои што ни се ветер во грб и ни помагаат да продолжиме. Затоа што не се лажеме, производ сме на околината, имаме квалитетни и добри работи кои што не направиле тоа што сме, значи не може само да кажеме дека имаме само лоши работи, така не знаеме дека општество може не е најидеално за растење во светот, но си има и добри работи и си има и лоши работи кои што нели. Животот се е баланс. Така е. Ама мислам дека дел од проблематиките пример во однос на растењето, како нас се третирале нашите баби дедовци пример, повеќе или помалце. Ако не го изедеш ова, нема да станеш од маса. Да, или јако ја размислам кои видови на храна биле комбинирани и пренесувани. Не знам, сите сме го прелето не сме јаделе чија и авокадо. Абе не, знаеш кој да, кола со шеќер. Тоа ќе беше. За да не те боли грлото. Да те боли грлото. 15 грама шеќер и уште 15 грама шеќер за да може инсулинот ти летне низ уши. Да. Значи тоа ти е у старт нешто кое што апсолутно е погрешно, ама до негде не ги окривувам, затоа што едукацијата и свесноста. Мислам дека како деца ние многу бевме поактивни. Например, ние стварно кога со шеќер пиеме, ама бевме надвор. Да, ама види, ние гледаме како можеме да го смениме подобриот пристап на работите. Сме биле да речеме што може да подобриме за следните генерации што доаѓаат, ако знаеме дека шеќерот е причина за многу бројни хронични за болести во телото. Ајде да речеме ако тоа е нели она кој што го крира како тоа е предизвикувачно проблемот, да го тргнеме од формулата. Зашто го прават? Океј, активни се свема, може и без тоа. Имаше други видови на храна кои што се нутритивно богати, кои што исто така обезбедуваат храна, но и други важни макро и микронутриенти. Ама знаеш што, например, на оваа тема, и Мартин сакам да слушам што мисли на ова, дека во животот мора, јас сметам дека мора да имаш некаков баланс и дека секое забегување на двете страни е стварно поразително. Не и нездраво. И нездраво. Заради тоа мислам дека и не треба скроз да се откажеш од некои работи што те прават среќен. Пошто не можеш да јадеш пилешки стек 3 пати на ден. Балансот, значи буквално во умерена количина се може да се конзумира и да се потребните значи калории да се внесат во текот на денот, ама треба да се запазат и состојки кои што се доволни за да ги нахранат потребите на телото. Значи да не биде што значи ти ако сакаш да јадеш, предпоставувам, да речеме сладолед. Ти не можеш со сладолед да земеш. Не, што ми се јаде хамбургер. Или хамбургер. Искрено ако ме прашаш што ми се јаде овие неколку месеци хамбургер. Ти изедеш еден хамбургер и мислиш дека си завршил со тој хамбургер. Сум ги испарнил тие калории, тоа е тоа. Значи денеска сум не знаеш што? Знаеш што е најдобриот mind fuck up? Ти ќе го изедеш хамбургерот. И тука можеш реално да кажеш мерак ми беше, немам јадено хамбургер, не ќе го изедам. Ама начинот на кој што мозокот им куцина, така ми пропадна денов, дај сега сладолед. Нека пропадне глава месецов и next thing you know 2024 дошла. Идеш крвна слика прави. Ќе направиш еден да речеме cheat meal и веќе паѓа и дисциплина, цел ден си го тераш така. Дефинитивно тоа е честа појава.
Кај секого. Да, зависи кој како пристапува на тоа, иначе не е воопште грешно во однос на балансот. Не. Треба секој од нас да си дозволи одредени работи, ама јас верувам дека во одредени фази од животот за одредени работи да ги постигнеш, не можеш да балансираш. Некогаш мора да си на одредена зависи од посвета. целта. Зависи од целта. Тука тоа се да кажам следно, дека тоа диктира целта. Значи ако сакаш да живееш некој балансиран живот, тоа ќе донесе одредени резултати. Сакаш да идеш едно ниво погоре, имаш друг еден вид на дисбаланс. Исто вежбањето што се случува кога вежбаш. Вежбаш, се предизвикува стрес на телото, се долача одредени хормони, се кинат мускулните влакна, тоа е дисбаланс. Ама за телото да прогресира, да зголеми мускулна маса, да прогресира во однос на да биде поздраво, да се лача одредени хормони кои се добри за телото, тој дисбаланс мора да се создаде за да се ребилд напред, да се изгради повторно од почеток, да биде посилно и поздраво. Така да тие дисбаланси се појавуваат цело време. Што со нив и кога и на кој начин се хендлаат. Иначе дисбалансот е, мислам дека тука ќе додаме многу е битно во таа фаза со што ќе го нахраниш телото, за да го опоравиш, за да го доведеш во на едно повисоко ниво. Ама знаеш што, например, добро, мене ми е во принцип и како лично сум таков. Му кажав сега на Марио пред минатиот викенд бевме у Белград и поради тоа што си имам одредено темпо на јадење тука во Белград, не можев тоа да го следам. Пошто бевме од 12 си ручам и ручекот ми е во 12, знам, пошто се будам нели 3 сата бајле, 4 сата бајле. И сега во Белград се ми се помести. Немам јадено цел ден и седнавме во Команово во еден ресторан. И шо ми седе, викам ми седе кебап. И сега го во мене пишува тортилја, а кебап и тортилја. Ја викам па добра, ако е тортилја, има проđe. Пак не, викам а сигурно е тортилја или лепиња. Ме вика не тортилја. И ми носи мене 10 кебап по лепиња. И ја ги гледам и викам викам. Ки ги изеда. Не ги изеда 10. Абе после тоа мислев дека мозоков ми онака ете не можеше да издржиш, мораше да ги изедеш. Зашо си го направи тоа? И више и тоа е за некое забегување ама тука више идеме на тоа дека треба прифатиме одлуката која сме ја донеле. Не ми кажа ти понеделник имаш така кога ти кажа дека ги изедов кебапите, мајте. И тоа е ќе биде цензурирано ако кажам тука, така да нема да влагам во тие конверзации. Не, ама мислам дека секој од нас ќе искуси одреден момент на слабост под наводници. Кажано така, прослава, роден ден, свадба, што и да е. Ја мислам дека тоа е окей. Окей, сосем окей. Седе дека не тоа што го кажа преска, седе дека не влеземе во тој на ѓаволчето на рамо рече, па добро, чим зезна работа. Не, тоа ми се дешаваше цел ден. Значи, ја не подклекнав на лошиот глас, ама на пример си реков, дојдов дома и си викам, и така го зезнав, дај са сладолед. А ми се го гледам сладоледов и викам остај. И си легнав, не знам, мислам дека во 8:30 легнав, само да не мислам да хранам. Само да не мислам да хранам. Затоа што, знаеш, и во духовноста е така, значи тоа некој позитивно его ти се надградува, меѓутоа го имаш и тоа некој негативно его, онако гласчето што ти кажува, остај тоа, тоа не ти треба. И така натаму. Сега мене што ме интересира, пошто нели вашата работа, функција кон клиентите да ги мотивирате да бидат подобра верзија од себе, да вежбаат. Вие како се мотивирате, бе? Добро прашање. Дисциплина, па ќе кажам. Исто има осцилации, како што кажа Марио, некогаш не ти се вежба едноставно. Поготоа ако си исполнет со 10-12 трензи во текот на денот, и дојде на ред ти на крај да извежбаш, веќе си исцрпен ментално од се тоа што си го правил во текот на денот, али едноставно се исклучуваш и механички си го сработуваш што ти е поставено за да си буквално дисциплиниран. А ти си има десно да кажеш, не вежбам денес. Многу ретко. Ама ти си има десано. Ми си има десано, значи. Да знам. Кога доаѓаш во ситуација кога веќе се осеќаш дека си истоштен, значи едноставно подобро е да преспиеш, да одмориш, наредниот ден поквалитетен тренинг да направиш, него ли да се измачиш во моментот. Барем јас така сметам. Да. Во однос на сама мотивација, мислам дека тоа што го кажа Мартин, мотивацијата е нешто што е многу осцилирачко и нешто кое што ако се потпреш на него си у лоши раце, затоа што мотивацијата доаѓа и си оди у денот, не у неделата, не у периодов, туку денот. Саваре си викаш денов ќе
ќе го згризам. Доаѓа 3 Ама сат, црна мачка една ми помина Да, са валя. се свиткав много, идам дома да спијам. Нешто ми се случи, ме Мако изнервира на Господа, телефон. да, Се сопнав, паднав, изедов хамбургер. Кога на Сопнав, TikTok пад- оние видеа на ги имате Да, се лизга на банана и хамбургер. се сопнав и у кафана паднав. Не, мотивацијата е прилично силирачка работа, мислам дека во старт треба да се изолираме од незе, супер е кога има, лошо е кога нема. Како што кажа Мартин, дисциплината е нешто кое што треба да е, нели, столбот на било кој успех што сакаме да го Па постигнеме. дисциплината е усвари најдобрата мотивација. Па и да и не, зашто? Затоа што пак ќе речам, мотивацијата е чувство нешто на кога си викаш сега станам сабале ќе идам да вежбам, така. Утре сабале стануваш, не ти се вежба. Ти поминува. Тука се Ама се повикуваш дисциплината? на дисциплината. Така е. Значи тука е некој што е главната алата кој што сакам да кажам дека е она кој што ни помага да идеме и над мотивацијата, зашто нешто кое што е многу варијабилно и не можеш да ослониш. Така имаш лош период во животот. И еднаш мотивацијата не постоеш, каква мотивација? Зашо збориме? Имаш смрт во семејство, за која мотивација збориме? Така, ти мотивација немаш за живот, не па да вежбаш, не па да јадеш чија со протеин, така. Едноставно тие работи се дисциплината, ама дисциплината е више можеби у негова и моја фаза е нешто кое што ако јас кажам бе па правам пошто знам дека треба правам. За некој кој што седи дома и го гледа и си вика, ама јас никад не сум правил ништо, не сум бил дисциплиниран кон ништо во животот, особено некој моето физичко здраве и вежбање, како ова што они ми кажуваат ми од помош. Добро, исто кога прашаш ти Бил Гейтс како успеа во ова што го направи. Океј, thank you. Сега е многу лесно да видиш кога завршена, нели, кога целина. Така. Како дошло до тоа е тоа што е прашањето. Во тој случај во нас дисциплината, тоа се многу предизвици надминати, многу предизвици успешно соџвакани, периоди на немање на мотивација и во тие моменти да направиш нешто кое што знаеш дека треба го направиш, а не ти се прави. Значи, доволно такви микропобеди помага да создадеш секој нареден пат. Тоа е истата аналогија со мускулите. Мускулите кога вежбаме не може да направат одредено движење, одредена не знам, да кренат одредена тежина и така натаму, но доволно пати повторувано, доволно пати микропобеда, значи телото се бори да се регенерира повеќе од тоа што се разградува. Всушност така се создава мускулниот раст. Кога ќе добие таа микропобеда доволно пати, мускулите се напосилни, нашата психа, наша дисциплина се Тема ќе се напосилна. навикнеш на таа тежина, после идеш на следна тежина Па, и да. Тоа е аналогија прогрес. и на предизвиците Да. низ кои живееме, значи ние така прогресираме. Ако стагнираш тежината не може да имаш прогрес во вежбањето. Аналогија на тоа ако немаш и константни предизвици кои што ќе те прат посилен и подисциплиниран, ти ќе останеш на едно одредено ниво. И ако тоа ти одговара, не е ништо страшно. Тука Ама. ќе додадам, извини, ќе стагнираш исто со мотивацијата. М. Значи, ако цело време го правиш, тоа ќе ти стане монотонно на некој начин. А вака кога имаш цел поголема, значи повеќе да прогресираш во однос на тежината, значи си мотивиран, се возбудуваш, значи имаш зошто да го направиш тоа причина. Нема, знаеш што друго интересно што е поврзано например со вежбањето, нели вие како тренери ги мотивирате луѓето, ги насочуваат. Како и така и во животот имаш пријатели, родители, партнери што, нели, ти помагаат да пребродиш некои работи. Меѓутоа мене кога гледам, мислам, целиот процес на вежбање на фитнес, баш ми го потврдува она дека ако самиот не решиш да се промениш, никој не може да те Единствена И ако самиот не знаеш да се измотивираш, ти можеш да прочиташ милиони онакви духовни книги да имаш 10 видеа, тренери да живеат со тебе, да те мават Не со можеш. стап по грб. дека на крај стварно све и некош брутално е, затоа што не сакам да верувам дека се у животот е наша одговорност, некои работи се Све. надвор од се е твој, ти си крив за све, ама мислам дека тој однос кон нас, кон нашето тело, кон нашето здравје, дека освен ако нема нели екстерни фактори, болести и така натаму, дека стварно ние самите треба да решиме што ќе правиме со самите себе. Најдов една многу интересна слика на интернет, ја споделив пред некој ден на стори на Инстаграм. Вика no one is coming to save you, get up. Па никој. Значи тоа што го кажа, Ама не е тоа поради тоа што немаш ти луѓе што нема врска тоа Туку- со другите. Нема Тука- врска никаква со другите. Да. Не треба да Значи, очекуваш. тоа се па проблемот е тука се ава, ние токму тоа е ствари изреката. No one is coming to save you. Ти кој чекаш? Така.
Така Не треба беше некој да таму за мене кога ми беше потребен. Нема, тоа се одредени изговори кои што ние се криеме како позади паравана. Мислам дека луѓето се плашат од бруталноста на живењето, дека стварно никој нема да те спаси. Ама тоа не го менува фактот дека тоа е така. Колку порано го сватиш, тоа толку полесно ќе ти биде, така. Да. Колку порано почнеш да јадеш здраво, толку порано ќе се превенираш од одредени болести, кои што секако ќе дојдат ако немаш здрав пристап кон исхраната и кон физичка активност. Значи не е прашање дали, прашање кога. Ако речеш нека ма тоа кошта многу пари. Тоа сакав сад да Тоа кошта многу пари. Да. Океј, тренери, теретани, скапи итн. Тоа можеби е финансиски, можеби позахтевно него трчање на кеј, кој што е бесплатно. Ама верувам дека ако сакаш да се промениш и ако сакаш да направиш било што за себе, можеш да почнеш да ти идеш по скали кај те увлез, Да. 20 пати горе-доле. Сабари кога јадеш некој оброк што знаеш дека не треба да јадеш, да купиш геврек и јогурт, да не го јадеш, тоа е одличен старт. Знаеш, ние некогаш си викам, леја година ќе ослам 30 кила, до година ќе мускули. Добро, кај почнува тоа? Почнува сабари да станеш и да не јадеш тоа што не треба да јадеш и денеска идеш на скали место со лифт. За многу луѓе тоа е одличен старт. Ама ќе речеме тоа е многу малце. Океј, чаша која пуниш ти да ставиш во една чаша да ставаш капка по капка, ќе треба многу поише време него да има цел млаз да таа да се напуни. Па тоа него менја фактот дека таа ќе се напуни. Да. Таа една капка, компаунд ефектот, тој надоврзувачки ефект е многу моќен ако гледаш како тие се врзуваат, ама ако гледаш како единка, тоа е многу небитна. Тоа е како нели капко морето или зрно у Ма пустината. затоа и се откажуваат, мислам дека Па луѓе затоа многу што брзо. ова сега што го збориме не се гледа тој агол. Се гледа Точно, многу да. многу круто се гледа некако на тие Ја некој кажа бе вежбав со него, ама ништо не се деси. Па не може тој да вежба за тебе. Не, види, апсолутно си има улога и мислам секој од нас нели во даден момент, јас имам луѓе со кои што сум тренирал, во даден момент ниф им било тоа преокретницата да стартнат од негде, затоа што сватиле јас и тоа многу го почитувам. Јас знам дека треба да се сменам. Во моментов немам доволно дисциплина и мотивација. И тоа е сосем окей. Нема да се кривам, бе, да, ама знаеш, ја со него тренирав или со незет не ми помогна или не знам, ај ќе видам. Не може во моментов, ми треба помош. Тоа е многу свесен момент, свесна одлука. Не, усвари, знаеш дека е тоа, дека кога човек решава да почнува да вежба, особено кога има тренер, ти усвари бараш помош. Да. 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 Исто како што бараш помош од средно, Не, ти реши никош не сум некој размислувал за ова. Да. Дека ти идеш и викаш, слушај, не ја можам више сам. Не можам. Сам не можам ова да го направам. И всушност и толку има големина во тоа како човек да кажеш, Апсолутно. слушај, ја ова не го можам сам. И јас сакам да додадам само во однос на луѓето конкретно, дека исто така голем проблем е што не си го става тоа како приоритет. Значи целиот процес е започнуваш да вежбаш, ама не си го ставаш како приоритет и очекуваш буквално све да се случи преку ноќ, или ќе ми каже тренерот што да правам и не се замарам. Буквално да треба биде како и се во животот, значи ако се посветиш како што треба, ќе даде резултат. Ако си го целиот процес поставиш како приоритет, слушаш тренерот како што ти кажува и си дисциплиниран во однос на тоа што ќе ти се посочи што треба да правиш, значи не може да нема резултат. Ама многу често се случува луѓето тоа да не си го постават како приоритет. А имаат нереални очекувања што ќе си ги замислат сакам сами да те во главата и после тоа се враќаме на мојот нели ја па работев со него, па мене не ми помогна. Тоа мислам се нема десено, тоа се случува. Реално, Реално тоа е реален мовет. Ја пробав, Реален ништо мовет не за се тоа. деси. случува. Реален мовет за тоа. Ама мислам дека и Извини, уште една аналогија. Ја прочитав книгата на Коста, ма ништо не ми помогна да успеам во не живот. отидов на врва. Не навредиш што. Не се видов на верувате. Ја секојаш викам, секој со својот врв. Ама ми отворена многу интересна тема дека и со вежбањето е поврзано и со животот, дека некојаш си поставува многу нереални цели. Сега мислиш дека ќе почнеш, ја реално ќе ти кажам, ја мислев дека сега ќе почнам пошто со Марио нели прво почнав да вежбам и сега викав за 6-7 месеци ја ќе се стегнам, ќе се направам топ. Доаѓа 7-миот месец, не се ни 20% до тоа што си го замислил у глава. Затоа мислам дека и целиот процес на вежбање баш те учи не да не сонуваш големи соништа. Мислам ти треба да имаш нека грандиозна цел во твојот живот, ама треба да сватиш дека и знаеш, работите
идат онака чекор по чекор. Дека не се стига до таа цел. Да. Тоа се Одма. фрагменти кои што одредени етапи кои што треба да ги почитуваш, да ги и додека проаѓа тоа време да го правиш тоа што треба да го правиш. Пошто една година од кога ќе почнеш нешто да правиш, сега го ќе пројде. 12 месеци сега го проаѓаат. Тие 12 месеци што ти ќе направиш, колку твојот удел во тоа или во уделот ни на другиот, во случајот тренерот или што и да е, тоа обострана соработка, но нели како што едната страна си има одредени работи кои што треба да ги прави почитува, така си има и другата. И ствари кохезијата на двете страни е тоа што го создава нели на крајот успехот во тоа што е поставено како цел. Ама пак е личен избор, пак е лична одговорност. Колку сакаме да вртиме. Темпо ќе стигнеш до. Да, апсолутно. до Ти можеш целта. да стигнеш за 6 месеци, можеш да стигнеш за 6 години. Биди искрен за себе, значи колку време ти требаше да сватиш дека треба да додека да почнеш исхраната да Па например мене тоа ми беше пошто Така? нели ја кога отидов кога го направив почетниот муабет со Марио, му реков тоа, викам сакам да вежбам. Не ќам да ми спремаш програма за не ќам види, искрено не ќев да се врзувам за нешто сега дека морам нешто да следам, сакав природно да ми дојде. Искрено не верував дека ќе ми дојде природно и стварно сега вежбавме по 5-6 пати неделно. И сега имаше некои резултати. И се сеќавам мислам дека пред 4-5 месеци и со тебе почнав муабетот да го правам, онака ти мацаме побутна и после со Марио почнав да правам муабет и он искрено ми кажа, вика ние може да вежбаме вака до бескрај, не е никаков проблем, ама ако сакаш да имаш реален ефект, треба да почнеш со исхрана. И види, мислам дека исхраната е најтешка. Јас имам и теорија зашто е тоа така. Затоа што ти можеш да одбереш дали ќе вежбаш или не. Можеш да одбереш дали ќе аплицираш. Ами ќе најдам сила да извежбам. Ќе дојдам и ќе извежбам сад. Сакаш да смениш атмосфера, сакаш да смениш environment, сакаш да се облечеш во различна облека. Значи бираш, сакаш да идеш таму на одмор, сакаш да сменам професија, све е тоа бирање. Не можеш да одбереш дали ќе јадеш или не. Можеш да одбереш само што ќе јадеш. Ти мора да јадеш, како што мора да пиеш вода, мора да дишиш, значи тие работи се по дефолт, тоа стигаат. И мислам дека ние навиките кои што поради тоа што мора да јадеме, така. И во возраста во која низ кои фазите низ кои проаѓаме во детството особено, мислам дека една базата на лошите навики многу често се создава во детството, каде што љубовта или немерливоста на големата љубов која што има нашите баби и дедовци особено, ја мерат во што поголеми обемни количини на храна, убави видови на храна. Онако идеш на Ај бе, сега машко е. Дај му нека проба машко е. Да не му падне. Да не му падне. Дај му нека се гледаш дете сака, троши. Значи, тоа е апсолутно љубов и грижа. Нема дискусија, апсолутно нема тука. Нели нема ни дилема дека некој ако би знаел дека ова ти штети дека би ти го правил, нема дискусија. Ама тоа се некои суптилни работи кои што низ годините се провлекувале и некој третман кој сме го имале и fast forward 10 години ти правиш некои одредени работи кои се истите патерни кога си бил дете, ама ти не знаеш како дошол до нив. Пошто ти не сеќаш кога си имал 5 години баба ти што ти правила. Само баба ти правила. Се префрл, ајде да не го фрлам да го дојадам. Да, тоа е еден циклус во семејството. После мајката се дебелела, не може да ослаби после бременост, или таткото ради тоа што има куп работи кои што тоа се веќе фактори кои што ги создава околината во која што растеш и живееш. И тие најчесто се многу незабележливи. Многу се протнуваат така некако суптилно, пошто на работа на 22-3 години ќе почнеш да работиш, ти многу веќе свесно гледаш што ти одговара и што не. Ако не ми одговара тој колега за ова не ми одговара овој ресторан, можеш да одбереш. Во тие години каде што тие работи се создале подсвесно, без да сакаш и да одобриш, нели? Треба да ги освестиш и да ги фатиш. И затоа да се навратам на тоа зашто е толку тешко и зашто е најголем предизвик храната, затоа што ние во голем дел од животот не сме посветиле воопшто внимание на тоа и сме создале некои навики кои што поради одредени цели денеска треба да ги смениме и не е баш едноставно да го направиме тоа денес. Културолошки сега гледано, нашата храна во принцип е тешка храна. Значи ние во принцип, особено во зима, сакаме да јадеме. Балканскиот простор е или Србија. Не сме ние растени на школки и на морско, туку сме растени нели на прасечко, на пача, на леб. Да, ние сме лебари, ние сме месено дома. Ја мислам дека не е само дека и тоа некоја историја, генетика и тоа се го носи од тебе дека и се искрено да бидам и оваа некоја здрава храна најде да биде толку еднолична. Онака, значи, не ме сваќа погрешно, ако ќе видам пилешки стек, више ми е
Треба да бидеш Идеш креативен. Тоа ми се слика кај тебе. Например, вежба ми ќе донесе, направив ова, направив она, мене не ми ни текнало на крај на памет. Дека такво нешто може да ми биде се еднолично. А? Затоа што ја не сакам да ми биде еднолично, сакам да ми биде нешто повкусно, поразлично, што да не биде цел време истата храна. И пак треба време и да Пак се направиш враќаме на нешто, дисциплината. на дисциплината. Точно. Колку сакаш нешто да направиш и дали сакаш нешто да... Па ако сакаш да јадеш да нешто различно, да не е еднолично, дефинитивно. И пред неколку дена кажа на многу добра ствар која вежбавме, што е многу поврзано и со животот. Нели збораме, пак ќе кажа Мартин се спрема на одмор да иде. Ја завршив со одморот, не направив сикспек, ама ајте врда до земување. До земување. Зимски одмор што Не има. беше Сејшели. таргет, Три коцки до земување. Ма кажа на многу добра работа дека не може секогаш да бидеш во топ форма. Не треба. Да, ама не сум ја експерт од тема, ама некој моје видување е дека па и да имаш совршено тело цело време, па и тоа не е здраво. Тука е релативна работа совршено тело. Денеска, особено со боди позитивите, Нема, например, глумциве што зборат, например, овој сега го заборев името, еден глумец збореше дека не сака да снима шртлес сцени. Вика, јас за да снимам шртлес сцена во филм, мене ми треба, значи, невиден режим на исхрана. За 20 милиона. Добро, види за 20 милиона ќе јадам пилешки стек За до крај 20 милиона жив спилешки стек. Ама не, ама знаеш, Пилето ќе јадеш со заедно го пилови. дискутира. Ништо не јадам, дај ги пари. Ама го дискутираме заедно дека ај што е прво режимот. 3 дена е на вода и последните 2 дена пред сцената. Не. Види, тоа е Значи, тоа е работам- прво од најекстремните примери. Да. Тоа воопште не е репер. Значи Ама ова и тоа е поврзано дека не треба да имаш ти нереални очекувања, затоа што и тие што ние им се дивиме кога ќе ги видиме и реално и тие не изгледаат така како што не. 365 дена во И година. мора да разбереме дека тоа е еден приказ на нешто кое што е како иначе било привлечно. Ако не со замастен, малце запуштен Да. дедбот што се вика во одредени интернет термини, како е тоа привлечно? Ти на што се вртиш, на кола 2004 или Lamborghini 2023? Тоа е човечка психологија тоа, Да. и тие ги знаат тие алатки и манипулираат условно кажано со луѓето како да привлечат внимание. Така да Холивуд е усовршен 10 од 10 во таа смисла. Нема, мислам дека и вашава индустрија тука има малце. Апсолутно. Многу работи се кријат и многу работи се Да. кажуваат 5% Да. тоа што е реално. Затоа што види се реално има и Тоа што сакам има и многу хемија. Мислам дека има многу хемија за која што многу малце луѓе зборат. За не викам кај сите, а? Многу луѓе ја користат, Да. дефинитивно. При мене Марио не ми дава ништо да користам, освен Јас- протеин. Има хемија, хемија. Само протеин. Не, солена Види, Види, карамела. мора за некој што ќе слушне ова да диференцираме што е хемија, пошто хемија обично се луѓе сваѓаат хемија од хемија во храната, хемија од суплементи, хемија од анаболички стероиди. Значи тоа сите се Не, различни зборам работи. повеќе стероиди, значи. Да, значи тоа се веќе хормони кои што се опасни по човековото здравје, особено кога се користат на неправилен начин или на нели без надзор. Затоа што сите тие кои што се глумци кои што ги избориме ние, тие сите ги користат тие работи, голем дел од нив. Ама и се под професионален надзор 24/7. Тоа е оно кој што е многу важен сегмент кој веќе одбрале да го прават тоа, барем да го прават на начин кој што им е најбезбеден, да кажам, со најмалце штета, така. Ама користење на такви работи создава некои нереални слики, некој ќе види пример. Зашто имам проблем со тоа јас? Не знам, одредени глумци беше као морална дилема, треба ли да признаат да ги користат нешто. Јас викам за одредени работи дека не треба све да кажуваш секаде. Зашто? Зашто нив ги следа 16 годишни деца, пример. Така. И он ќе го види, ќе рече дека одреден имаше еден познат Мартин, сигурно го знаеме, ти си чул Лазар Ангелов, оној бугарот дечко што беше, тој беше меѓу пионерите на Facebook ерата. Тој да и прв почна со тоа накви адверти модели на исхрана. Он беше пионер, значи он уште 4-5 души. Па негде. Да, имаш одредени повреди, не е во таа топ форма која што гледа психологијата, че ако не он top of his game, тоа што е, не постои веќе. Ама и тоа е нереално и глупост е. Па види делот работи. Ја кој би се поврзал со некој што не може да биде цело време во топ форма, избори за тие работи, отколку некој со цело време што ме избори кажеш пилешки стек и ќе вежбаш и тоа си има цена. Значи голем дел од тие повреди, голем дел од тие нарушување на здравјето доаѓаат поради тие екстремни
екстремен пристап, кој ти многу време го правиш тоа. Исто ти тоа, пример, сакаш да имаш ти успешна компанија, успешен бизнис, ти ќе тераш 5-6 години, така? Седмата година ќе имаш срцев удар. Седмата година ќе имаш висок холестерол, ќе имаш проблеми со срцев удар или што и да е, значи едноставно ако сакаш да правиш нешто екстремно константно, има цена. Све си има, види, у принцип секоја одлука која што носиме, си има цена. Значи све си има последица на тоа што го бираш. Значи испаѓа дека уствари балансот е најидеално решение. Па најидеално решение, најдобар начин на живење. Пак тука ќе се вратиме на мотивацијата, значи кога го градиш формата кога ја градиш, имаш висока мотивација и се возиш на таа мотивација цело време. Значи тоа замисли не може да биде 12 месеци годината. Не. Значи, не е изводливо. Да, не е изводливо. Не е реално. Да. Може да го направиш да биде 3 месеци и да те вози таа значи мотивација и да бидеш дисциплиниран во однос на исхраната за да си ја поставиш целта. Ама не е реално дека ќе биде 12 месеци. Ма не ни треба. Не ни треба, да. Мислам на крајот од денот ние не се спремаме за олимписки игри. Па и тие што се спремаат за олимписки игри, Значи, се спремаат за олимписки игри и после тоа више првичното замисла е дека човек треба да вежба за здравје. Да. Значи, и вежбањето, барем претпоставувам и ти исто така, значи со сите клиенти го кажуваш, мајндсетот им го штилуваш да си вежба, да навика да има да вежба од аспект на здравје. Не да направи сикспек или Чисто еден контраст на ова што го збориме. Тие што изгледаат најздраво да, на филмови и во таа фитнес индустрија што го прикажуваат како епитом на човечкото машко или женско тело, многу често се најнездрави однатре. Ради користење на одредени супстанции, изложеност голема, многу години на нив и одредени пристапи што ги имаат во однос на храната и во однос на тренингот и во однос на целиот тој пристап кон тој животен стил. Токму тоа преска што го кажаш. Секоја екстрема која е практикувана на долг временски период може да биде многу поише штетна него корисна. А тука пошто ние со визуелен момент се врзуваме со естетика на човечкото тело, така ти мислиш дека тој што е многу често тие се многу нездрави. На 45 години удира срцев удара, изгледа дека е вајан некој така Микеланджело дека го Знаеш што и ова што го кажувате е многу убаво ради тоа што и во животот уствари нека мантра во која што ја верувам е дека не треба да се споредуваш со никого. Дефинитивно. И уствари и патот од несреќата е тоа. Фитнес патување и некое фитнес патување да го наречам, ти треба да се споредиш со дали сум денеска подобар од што бев вчера. Дали овој месец кревам поише од што кревав минатиот месец. Дали можам да особено пошто едно време и многу трчав и сега сакам да трчам, нели прво почнеш со 500 метри, па идеш на километар, па идеш на 5, па првата 10 кога ќе истрчаш и усвари ти самиот на себе се ги поставуваш и лимитите и темпото и целите и дека не треба да се врзуваш со нереални очекувања и со некаква верзија што реално не е твоја верзија, туку треба да си работиш на себе. И после тоа пошто во нас сите има и его, и изгледот е важен. Ама изгледот си доаѓа како резултат на тоа што си го вложил ти, не е првичното. Значи тој мајндсет, идам на одмор по шевиот теретана која вежбаме на пример, најтурбо период почиња април-мај, јуни. Јули и август више Инстаграм гори, ама у теретана нема никој. И нели она верувањето многу е топло, не вежбам у лето, пошто вежбаш, мислам на клима вежбаш. Да. Нема поента. Да, ама некако не знам. Има пак ќе кажам најинтересни ми се тие компарации. И човек усвари ја најмногу за духовност и за некоја надграда научив овие година и пол. Затоа што повеќе треба да ги читаш у книга и ти у животот ги се обидуваш да ги практикуваш, да ги имплементираш, ама ова ти она fast track. На себе. И знаеш што ми е најмокното, најмокната работа е колку свари мокно телото. И колку ние не го сваќаме капацитетот на телото. И колку е телото спремно она да биде у најдобра форма, а ние уствари нема да даваме можноста на телото да се покаже. Да се покаже. Да, пошто ја пред 2 години кога ги скршав рацете да ми кажеше некој дека сега ќе вежбам 6 пати недела, ќе му кажев нема шанси, пошто мислам не може готов да си го избришам 3 месеци, а не па да идам у теретана и да вежбам. Знаеш што е, тоа е апсолутно точно и мислам дека имаше тој грчки познат филозоф и го има кажано тоа дека голема штета е човек да умре без да го види, да го реализира капацитетот на своето човечко тело.
Ја мислам многу дека мокно многу тоа. голем Убаво како? кажано, да, убаво Многу кажано. мокно е тоа. Да, значи човек е греота за себе, кон себе, да умре без да успее еднашка барем. Ама нели Да тоа се направи гради. сикспек. Па да има сикспек и да се такмичи еднашка. И да се Да го, да, затоа што потенцијалот е многу голем. И мислам дека пак е тоа во одреден вид на со тие уверувања кои што ги имаме и одредени лимитации кои сами да си ги преме. Затоа што има многу интересна аналогија на во однос на потенцијалот, како што рече, моќно и ние не знаејќи неговата моќ. Во природата никој не видел како дрво едно расте до пола. Не постои такво нешто. Така, сите суштества во природата стремат да се развијат до максимум. Значи, дрвото пробува да ги пушти корените што може подлабоко, да иде што може повисоко, со што може повеќе листови. Да. Луѓето, пошто имаат да бираат да си гледаат Netflix и да си чепкаат, да си јадат чипс. И треба да оставиш секој да си го дефинира својот животен пат, зашто не можеш никога. Нема дискусија. Работата е да Не знае, ни дека може да бира. Да. Пошто многумина мислат дека тоа што се сеја е тоа. Живот ми е таков, ми се случи тоа, има проблеми во живот ми, мислам да моите родители така, се родив во Македонија. Знаеш како, листата it goes on. За другите, Нема крај тоа. баш. Многу е битно, окей, што пареш од тука? Така е, не викам дека никој не го спорува тоа дека ти си најоштетениот, а не си на планетава. Никој не го спорува тоа. Окей е во одреден момент од животот да се чувствуваш како жртва. Работа е да не останеш во тој мајндсет, ама мислам дека трансформацијата доаѓа. Види, тоа да апсолутно, значи си имаш осцилации, Да. не можеш да идеш да прогресираш без да бидеш некаде назад и доле. Тоа нема дискусија. Работа не остане, како што кажа, да не останеме таму и да знаеме дека секогаш може да одбереме, секогаш. Во секоја ситуација всушност креацијата на животот е врз база на изборот што го правиш кога нешто ќе се случи. Да. Ако многу е важно да знаеш таа моќ на одлука, дека од тебе зависи, затоа реков преска, само одговорноста на тоа дека од тебе зависи буквално кај си, што правиш. Тоа што го не го сакаш во животот, што го имаш дека е на тебе, пошто ние имаме тенденција само да кажеме убавите работи. Ја го направив тоа и тоа, да, јас го направив тоа, ама чекај, ма за тоа што ќе го уништи здравјето, кој го направи тоа? Абе знаеш работата, земјството, нема време, деца, знаеш како ти е. Не. Ти одбра така. Тоа е исто кога ќе се запознаеш со некого и секогаш се представуваш у најубавата слика што ќе си ја замислиш сам за себе. Да. Така, Или во најлошата. Па не верувам дека ви се Да. представил на некој непознат во најлошата варијанта. Секогаш тежнееме да се покажеме у тоа што сакаме да видиме, а не тоа всушност сме или што работиме на тоа. Ма знаеш некако сега кога би направил некој пресек за се ова што зборивме, некако ми доаѓа дека сите ние сме збирот на изборите што ги правиме во животот. И во секој момент имаме избор. Иако некогаш изгледа дека немаме избор, стварно мислам дека секогаш имаме избор. И од изборите што ги правиме, на крај, не на крај, туку го живееме животот како што треба да го живееме. Сега, бидејќи превршуваме со разговоров, замолив вас да донесете слика кога сте биле дете. Ги носите сликите? Да. Зошто ви кажав ова да го направите? Затоа што во мојата нова книга се што би сакал да знаев порано, голем дел од книгата е базиран на некој разговор што јас го имам со детето во мене. Затоа што некој мое верување, ние детето во нас го носиме ни целиот наш живот. И тоа дете некогаш е среќата во нас, не смее, ни прави да не е убаво, меѓутоа некогаш и не тера да правиме работи што детето ги сака, освари не се работи што ние вистински ги сакаме. И сега што би сакал двајца да направите, да ја земете сликата од кога сте биле дете. И сакам да му се обратите на детето во сликата и да му кажете што ви леже на душа. Од овој аспект каде сте сега. Кој сака да почне? Ајде бе. Чекај да дам која слика? Добро. Зашо што ви фали? Пошто има и некои други слики, ама ти ги криеш. Не може да најдам. Не може да најдам. Берглав. Ќе ги најдам ја. Само би си порачал да си го задржи ентузијазмот и духот што го има, без разлика на се што прави и се што ќе дојде, дека се надминливо и дека само со животен убав ентузијазам и со таа непобедливост, да кажем, на духот, нема лимит. И пази на рамото. Ке го решиме тоа? Да. Оф, леле, со оглед на тоа дека сум бил повлечено и срамежливо дете,
тоа кај сум денес, мислам дека сум направил многу голем обрт. Ова борбава сам со себе. И искрено би кажал само дека треба да се продолжи понатака, све што ќе се постави како цел, дисциплина со работа и мислам дека се може да се оствари. Да се Дечки. реализира. Дечки, фала ви многу. Фала и тебе. Фала на поканата. Се гледаме на врвот. Се гледаме утре и се гледаме у петок. И на врвот. Се гледаме и на врвот. Фала ви. Фала и на тебе.